Иако некои викаат, кога во некои традиционално долги, па е да речеме ли ме нарекуваат култна емисија, не ради мене, заради емисијата, ради вас, но мене особено значајно ми е кога некои луѓе ми доаѓаат, ми е повеќе од чест, ама не знам како да ти кажам, као Тито кој да ми дошол у посета. Игор Иđe Стефановски иđe здраво. Здраво, ама живо. стварно сум радосен што те гледам и ми е драго што ми правиш огромна чест и задоволство. Честа и моја што токму сум вечерва тука да подискутираме на сите теми и секогаш со задоволство во твојата емисија. Се надевам, затоа што јас се обидувам да го спојам и оној спортски дел кој моите колеги спортисти кои се занимаваат со автомобилизам многу подобро го знаат од мене, но не ја знаат онаа човечката страна што ја бидејќи возам Citroen C5 од 2001 се разбирам од коли. Честито за Ферарито. Фала, ти благодарам многу. Исполнување на детскиот сон, дефинитивно. Не само мој, него на секој човек кој што живее на оваа планета, мислам дека задоволство му е да го вози тој бренд, не само на трки, него општо. Знаеме за што станува збор. Едноставно се поклопија коцките онака како што треба и ете, прв човек од Балканот кој што ќе настапува со овој тип на автомобил во ова првенство. Неколку пати ќе се навраќаме на Ферарито. Иđe, прости ми за безобразното прашање, кој годиште си? Ја 82. 82. Добро, 41 година. Кога се вратив од војска. Жив здрав. Вака, она што ме интересира во врска со тебе е ти до сега се надпреваруваше во една класа автомобили. Дали ова веќе е напредок во некаква друга класа? Не се надпреварува во една класа, се надпреварува со различни автомобили во различни категории. Добро. Да, во мојата кариера веќе 20 години. Првата трка официјално имам извозено во овој шампионат од 2003 година, па активно ден денес, скоро 20, не скоро него 20 години, секоја година бавење со трките, безброј трки, безброј пиедестали, победи. По некоја статистика што ми извади човекот тука кој што е инволвиран во автоспортот, Владимир Кац, сега ми извади некоја статистика, иако ја тие бројки не ги знам, извозени, мислам дека се 190 трки во мојата кариера, со 100 подиуми, од кои 85 се први места. Нешто така беше статистиката, што им позадна бројка за секој надпреваруваш, за секој автомобилист. 20 години бавење со овој спорт и навистина сум горд што токму од Македонија, токму од ова место, каде што автомобилизмот за жал не е некој спорт кој што е вау, да речеме, како екипните спортови, но сум горд без услови на тркачки патеки, на све она што е потребно за секој автомобилист да го има, да направиме вакви резултати. 3 пати на тронот на Европа, стварно е голем успех, не само за мене, не само за мојот тим заедно кој што го има направено ова, него и за нашата држава. Ја го разбирам кај народот тој колективизам, па нели колективни спортови, ракомет, кошарка, фудбал и така натаму, колку е тоа палење, но ако видиш кај нас, па и во соседството, поединците се тие кои ги прават најголемите успеси. Ако србите го имаат Џоковиќ, што е неприкосновен, или Јохич, што е, мислам, ја не знам од која планета ни го джитна овде, не можам се нагледам. Мислам, ти си панданот нивни овде кај нас, човече. Мислам дека луѓето, како, не знам зошто не се разбира, дека токму поединци можат да го направат, пошто нели сакаме спорт, поединци ќе го направат тој успех, они ќе се качат на трон. У кој колективен спорт ние 3 пати сме се качиле на трон? Па добро, види се, не сакам да звучи дека сме. Мислам дека спортот не треба да разединува, апсолутно. Треба да се трудиме сите, без разлика дали е колективен или индивидуален, да направиме нешто што
ќе представиме пред се самите себе во едно добро светло и нашата држава, бидејќи ја искрено ти кажам повеќе победите не ги чувствувам, не се тие ради идже. Ја моето сум го надмевал после онаа прва европска титула, некако секогаш се трудам да направам нешто да ја промовирам нашата држава. Мерак ми е, стварно ми е, знаете какво е чувството кога ќе ги победите најдобрите во Европа. Имате преку 300 надпреварувачи, ете на трка во Австрија, имате во Португалија, во Шпанија професионални тимови, возачи кои што име тоа работа, значи тимови кои што се нонстоп задолжени само за тоа. И вие доаѓате, за жал, од една страна ја немам никогаш извозено трка, зборам од овој ранг на првенство во нашата држава, пред мојата публика. Секогаш е тоа на тук терен. Малце ми е чудно кога ќе кажат, ајде да кажам, фудбалери, ракометари или кошаркари, ќе играме на тук терен. Теренот е тој, коцката е таа. Дали е тука или во ова, тоа е тоа. Меѓутоа, овде имате патеки кои што се со различна конфигурација. Имате во Бузет, во Хрватска, една конфигурација на стаза, имате во Италија со преку 190 кривини стаза, и тоа е секогаш на друг терен, во друга држава, никогаш не е под мојата. Да има трка на водно тука за европскиот шампионат, не би ме стигнал никој што е на овој свет. Можеш да ја возиш со затворени очи. Апсолутно, таму сум поминал безброј денови тренирање, возење, и тоа е мотивот за све ова што е направено. Водно е таа патека која што мене ми дала све ова што е направено денес. Мотив за све ова што е направено денес. Затоа ти викам малце рангот на тие успеси е потежок од тој аспект. Бидејќи знаете како одите во европскиот шампионат, доаѓаат надпреварувачи кои што возат цела сезона во овој шампионат и доаѓаат надпреварувачи кои што се, ајде да кажам под наводници, херои во сопствените држави. Да речеме возите во Португалија или во Италија, и сите од тие возачи што се најдобри сакаат да се докажат на таа трка, бидејќи од ранг на европскиот шампионат. И имате конкуренција која што треба да ја победите на домашен терен, која што се херои во нивните држави. Така да, за моја среќа, тоа се десило многу пати во мојата кариера. Стварно, оваа година направивме од 10 патеки на 7 или на 8 рекорди, што да направите рекорд во туѓа држава, на туѓа патека, кај што имате професионални автомобилисти, е стварно импозантно. Така да, ме радува што, ете, некако се докажуваме низ Европа и сето тоа е од моја страна направено да ја представам во што побаво светло нашата држава. Бидејќи сега, во овие години, со сето ова искуство што го имам направено, со сите овие победи што ги имам направено, веќе идже како резултат е на друга тема. Би сакал што може повеќе да дадам за оваа држава, бидејќи мислам дека секој од нас треба да се потруди, барем ние спортистите да го направиме тоа, и мислам дека тоа е најголемата одлика на секој спортист што може да направи за својата држава. Зошто да направиш за Македонија? Затоа што ме прашале многу. Види, не го правам тоа за политичарите, трнете ги на страна. Го правам, Ранко, за нашите луѓе, за тебе, за мене, за тука. Затоа што тоа ги исполнува. Никој не ти помогнал тебе. Зошто не си те? Не треба да ми помогне мене, не ни сакам да ми помогне мене. Ја ова го имам направено со мојот тим заедно. Мене ми е чест и задоволство ова што го правам како што го правам. И сум имал понуди, имам и ден денес понуди да возам за други држави, да ми е овозможено све што ми треба, од услови за гуми, да не трчам по спонзори, разговори. Па зошто не одиш во Иџе? Не сакам да отидам. Безброј пати сум размислувал, сум имал. Ке може тоа да биде некоја надградба твоја и пак ќе се радуваме. Јанко, не е така, види се, од твоја гледна точка сега во моментот, да ми го понуделе тоа, можеби кога сум бил на почеток на кариера, сум го издржал сето тоа до сега. Сум поминал се и се, што сум спиел во камион, сум возил сам до Португалија за да отидам на трка заедно со мојот татко, кој што не возел, него ми правил друштво, колата на приколка тркачка и 4000-4500 км да возите сам. Да извозете трка таму и да се вратите назад. И сето тоа сум го поминал сега и сега некако ми нема логика. Не се битни парите, не е битно ништо. Значи веќе ни пари, ништо не ти е битно, имаш само некое чувство да направиш овде. Кои што ми се потребни за да ми биде автомобилот спремен како што треба, за да имам можност да отидам со мојот тим. Најбитно од све ми е автомобилот да биде спремен, онака како што треба. Другото, не. Па што те мотивира и натаму да победуваш? Не знам, ја не би можел да живеам.
еден ден без трките. Сум сакал да се откажам, верувај, сум имал дилеми неколку пати низ кариерата, кога ми дошло преку глава, возите во трка во, ајде да кажам, Шпанија, Португалија, каде што немате средства да купите нови гуми. Треба се натпреварувате со половни стари гуми, бидејќи толку се финансиите, не може да се вратите назад ако не земете некоја награда од неколку си икс евра. Така да сум поминал низ многу искушенија и едноставно, не знам, тоа е она што ме води во моментов. Пари како пари. Не ми се толку битни, пак ќе кажам, бидејќи ја не живеам од автомобилизмот. Си имам собствен бизнис со моите родители, фамилиарен бизнис кој што функционира. Каков бизнис, извини? Продажба на автоделови, сервис на возила, така да тоа е тоа, она главното што не води. А ова ми е работа која што апсолутно сум ја професионален возач, бидејќи застапувам фирми, компании тука кои што инвестираат во мене и се мои спонзори, и тоа се едни од најголемите, така да. Кажи бе, бар колата да ја носам, нон-стоп ја поправам, бар Нема кај тебе да ја проблем за носам, тоа, нема да ми е проблем за мерак да Нема проблем за тоа, така да, ете, таква е една работа од сега во мојата кариера. Се обидувам малце да прочепкам во тебе и овие прашања ако звучат недолично, Не, повеќе е слободно. провокација, сакам да го чујам твоето размислување. Инаку мене си ми јасен, ама сакам ти да го изговориш тоа, не треба јас да те презентирам. Затоа што го знам и свесен сум за тој порив кога затоа што и јас сум тоа, све направив у новинарство. Ама сега сакам, ете, пак се трудам да направам нешто, да помогнам на некој за помош, за Македонија, за ова. Тоа е моето возило, тоа е, ти си на Ферари. Добро, како дојде до Ферарито? Знам дека имаше многу емисии и кажуеше ова, она, ваму, таму. Малку ми е наивна приказната кога ја слушав. Изгледа ти од, како да кажам, малце дипломатски, да не ги гушиш луѓето, па ја скратуваш приказната. Мислам дека е многу подлабока, посериозна и потешка таа. Види, преговорите со пред се би сакал да се заблагодарам на луѓето кои што се дел од мојот тим. Умешноста на, ќе го нагласам, Дане Кузмановски, кој што е моја десна рака во мојата кариера овие години, е клучна за договорот со Ферари. Што е тоа десна рака во твоја кариера? Дане е Дане е човек кој што се запознавме во 2016-17 година. Така? Беше на една моја трка и ја тогаш возев за словенски тим. Под македонска лиценца, меѓутоа изнајмува возило од Словенија, тимот кој што се грижеше за моето возило беше словенски и него добив она што беше договорено на почетокот сезона и се надоврзуваа слаби резултати во таа сезона. Знаете како доаѓате од двукратен европски шампион, одите во една друга дисциплина и не можете да се најдете со слаби резултати. Можеби тој период беше една психичка борба самиот со себе, дали ќе издржам и дали ќе продолжам да се бавам со автомобилизмот, бидејќи бев тотално психички уништен. За да во последната трка во Имола, таа сезона, 2016 година, преминам во сосема друг тим, по сосеми случајни околности, бидејќи не го исполнија словенците тоа што го договаравме, и ризикував да преминам во сосема друг тим со дополнителни средства, кои што беа големо оптеретување тогаш за мене, и да тој премин во тој тим ми донесе победа одма на првата трка во Имола, пошто се возеа две за вин. Тоа дојде кај мене у емисија, се сеќаваш? Апсолутно, така беше. Дане присуствуваше на таа трка заедно со неговите луѓе и тогаш ми кажа нема повеќе да возиш за словенски тим, нема никој да се грижи за тебе, нити за српски. Ќе направиме наш тим, собствен тим. И како многумина до тоа што ми викале, знаете како е, ајде си викаш, такви муабети проаѓале многу пати, но ништо да се дефинира на крај. И за моја среќа, само што се вративме во Македонија, во Скопје, после неколку дена добив позив од него, седнавме, се видовме, направивме план и еве до ден денес направивме собствен тим, наш тим, со наше возило, со наши инженери, со наши механичари, кој што може да парира и кој што прави резултати низ Европа. Ферари, ја да сакам да купам, ќе мора да поминам ригорозна една процедура
со можеби, без оглед на тоа колку пари. Ако ја Апсолутно. утре станам милиардер, тоа не значи дека можам да купам Ферари. Можеби негде на старо, а и тоа е прашање. Како дојдовте вие до ова возило и дали да не е тука целата игранка? Кои се како целата CIA и FBI твои мрежа работеше за ова? Идејата беше да после сите овие години со автомобили кои што се надпреварува, бидејќи стварно ги соборив сите можни рекорди во мојата класа и победи и све тоа што е направено, сакавме да отидеме во една погорна категорија. Ова е најголемата категорија во овој шампионат. Како се нарекува таа категорија? Категорија 1 е оваа, Ова е има во категорија класи, да, 1, 2, 3. Ја бев до сега во трета, сега е во категорија 1. И интересно е што беше дилемата помеѓу два бренда на автомобили. Ја бев првично за Lamborghini да тестирам. Yes, my man! И бев повикан. А ја чутам цело време, ти викаш најдобар, ја викам Lamborghini. Првите разговори ги водевме таму. Добро. За да во последен момент, бидејќи соработував со доста тимови од Италија кои што кога возев италијанско првенство, италијанскиот шампионат, стекнавме стварно добри пријателства и тимови луѓе кои што ме пратеа, да направиме контакт, Дане да направи контакт со луѓето од кои што се задолжени за тимот од Ферари и сето тоа да почне да се одвива во некој си сосема друг правец. Не повика на, бидејќи ја знаат мојата кариера и ме добро знаат за што станува збор, ме повика на тестирање, кое што беше, го направивме 2 дена тестирање, мора да ги видат резултатите, инженери од нивниот тим, сето она, за да вие добиете зелено светло да може да го представувате овој бренд во овој шампионат, каде што до сега никој го нема возено. Вау! Да. Значи, ја купуваш колата, возиш за колата, се грижиш за колата, имаш поддршка, али треба да заслужиш. Да, дефинитивно не може да ја добиете. Вакви возила се произведени, чина мислам дека 180 се произведени. 488? 488 Evo Challenge, што е најновиот модел на Ферари. И на вистина е тешко да го добиете како модел, а плюс и да добиете поддршка од инженери кои што соработуваат директно со Ферари. Дали 488 Evo модел е стриткар? Не, ова е стрикно направен автомобил за трки, како што кажав, 100, мислам, можеби помалце се произведени тркачки автомобили. Апсолутно не смеете да правите ништо без одобрение од Ферари, задолжени се за... Да, апсолутно не смеете дури и за сите користење на лого, за све што сакате да направите, мора да ги обавестите нив за да добиете зелено светло и таква е процедурата. Добро, каква е процедурата за тюнинг? Ти ме научи, кога бевме првиот пат, тогаш што возеше? Корса? Не, Мицубуши. Мицубиши. Да. Мицубуши. Мицубуши. Ти ме учеше дека секоја трка имаш некоја проба, па после тоа тюнинг, па уште еднаш, па файн тюнинг, па и така натаму, и така натаму. Со Ферариво каква е процедурата? Иста ли? И колку смееш да прави... Да, во тие сетапи, во штелување на автомобилот е дозволено све. Сега тука е умешноста, тоа се инженерски работи кои што треба да поминат многу за вие да го осознаете како функционира автомобилот. Колку параметри збориме? Премногу, да. Тоа е видете инженерите, добри инженери чинати по можеби по 3000 евра дневно. Вау. Да го платите, да. Плюс трошкови за патни трошкови, плюс смештај, плюс сето тоа. Вие ангажирате инженери или имаме оваа наш трка, човек? јас одам со мојата екипа, со моите луѓе до сега што работеле и плюс на овие трки доаѓаат инженери и механичари од Ферари, тоа што ќе ни бидат една плюс во сето она што успеа Дане да го изменаџира во тие преговори. Италијански тим кој што соработува со Ферари и кој што ќе бидат дел од нашите трки оваа сезона. Значи, по врв од ова не може да биде. Дефинитивно не. Умешноста стварно во тие разговори се сведува на делот дека 1-0 за Дане во однос на луѓето од Ферари. Сежам, фала ти вака што детално ги опишуваш овие работи, обично кој ќе те викнат у некој вртелишки со двојца, тројца, по 2-3 реченици и викам чекај овде да се сачепка. Кажи ми, базичниот сет, бидејќи ова не е стриткар, ти кога ја вежбаш, можеш ли, чекај,
да се ресетирам прашањава, да не ми звучат глупо затоа што е премногу Не, стручно. нема врска. Вака и прости ми извини ако дали за какви трки е наменета оваа кола? Дали е за рицки како водно или е за кружни патеки? Интересно е што овој концепт на автомобил до сега е возен на кружните патеки Така. и е дизајниран за тие патеки. Така. Она што сакаме да го направиме заедно со тимот од Ферари кој што е задолжен од Италија за ова возило е да се настапува на рицко-брзинските надпревари и тоа ќе видиме можеби на некои трки да е појавено во Италија сега, но не во европскиот шампионат и ќе биде навистина предизвик да овој автомобил со 700 конски сили, со погон на задни тркала, вака дизајниран се вози на тие патеки, бидејќи тоа се патеки како што е стазата на водно, како што е патеката. Малце да подразјасниме за луѓето дека рицко-брзинските трки се една од најтешките дисциплини бидејќи се вози на патишта кои што се за нормалниот сообраќај. Вие за време на трката го затвараат тој дел, асфалтот не е адаптиран како на кружните патеки, направен специјално за да има доволно грип за гумите. Не смеете да користите грејачи да се загрејат гумите, него без разлика на колкава е температура. Сето тоа е еден микс на една опасност, верувајте, за вакви монстери како што се овие возила е предизвик за се возат на тие патеки. Имате патеки каде што брзината надминува преку 240-250 км на стази кои што се пете како нашата водно. На водно кога возиш ти повеќе дрифташ од што идеш право. Како, но тоа се претежно мотори напред на колите. Како со Ферарито ќе се дрифта? Не знам, тоа ќе видиме Го за пробали? брзо. Да, докад тестиравме пред да го купиме автомобилот. И го задрифта? Па нормално, да, пробав многу варијанти, имавме доста сесии Како поминати. има тешка задница. Има тоа е автомобил кој што навистина е фасцинантен за возење, дефинитивно и затоа е Ферари бренд кој што Така. е најдобар во мотоспортот дефинитивно. Ме фасцинира многу брзината, значи самото лежење на колата на кривини, но највеќе од све кочењето. Имате фантастично кочење. Ова возило максимална брзина е 330 км на час, забрзува од 0 до 100 за 2,7, мислам, не ме фаќате за збор, но кочењето е нешто што највеќе ме фасцинира во овој А дел. тоа ти е многу битно пред кривина, што е можно подоцна да закочиш, Апсолутно. за да задрифташ, па апсолутно, после да забржаш и апсолутно, така се освојуваат, дефинитивно, така? да. Ќе кажаме прост пример на 270 и 80 км на час на таа патека каде што тестиравме, автомобилот застанува на позиција каде што имате кривина фантастично. Тоа е тие гесили кои што ги чувствувате внатре при кочење или при газ се фантастични. Ај кажи ми, колку ге сега ќе поднесуваш ти? Па зависи од стазата. Тоа е, меѓутоа се сигурно јаки гесили. Треба добра подготвеност, бидејќи како што кажав, Имаш представа? 2, 3, 4? па можеби и до 3, не знам точно колку ќе бидат. Знаете, она телеметрија која што има во возилото точно кажува во кој дел од стазата со колку ге сили се справува. Телеметријата ти е на волан. Не, телеметријата ја вадите после, тоа е како црна кутија од после, да. Не ми се фоня Не, читачите. тоа не го немам тука. Така. Тие параметри ги немам, но она што сакам да кажам е дека овие патеки не се адаптирани за овој автомобил и текако на тие некои кривини ќе има доста гесили кои што ќе го оптеретат телото во дополнителна фаза ете. Меракот за возење ќе го имаш, ќе возиш Ферари, но очигледно е сега ја како ја разбирам работава од мој аспект овде како аматер, дека Ферари има предизвик со тебе да отиде у нешто друго. Они сигурно не ти дозволиле затоа што многу си им симпатичен од Македонија, но знаејќи како возиш на каков терен и каде ќе идат, тоа има и нив предизвик да отидат у една друга категорија, бидејќи Ферари е за кружни патеки, не баре Формула 1 се они. И се надвор, да речеме низ Европа, каде што автомобилизмот е крената на една највисоко ниво како гранка во спортот, ете да кажам, и еден од најмасовните спортови кои што се гледани. Бројките на публика во овие надпревари, поготово рицко-брзинските, се стварно импозантни, бидејќи
премногу публика има, ова се гладиаторски трки, ја гледате колата на оддалеченост од 3-4 метри од вас поминува покрај вас со огромни брзини, е стварно фасцинантно за гледање и доста интересно. И оглувување. Во некоја сегменти со некои возила Се да, шегувам. но многу интересно. Интересна е работа што јас ете како надпреварувач до сега не сум имал можност да гледам и кога ќе завршам трка негде кај што е прегледно се симијам доле чисто да ги гледам возилата и стварно е интересно за гледање. Но она што го кажавте вие како бренд Ферари да се представи во шампионат, навистина они ги знаат што значи да сте 3 пати европски шампион, ви ја гледаат целата ваша кариера. Таму нема фолирање, Јанко, во овие надпревари можете еднаш да добиете на среќа едно друго. Меѓутоа, она што треба да го покажете, да се борите со најдобрите во Европа и да ги победите, и точно знаат за каков автомобили станува збор. Така да сум навистина горд што ќе бидам првиот човек, како што кажав, во овој регион да го представува автомобил на ова првенство. Не првиот човек од овој регион, него првиот човек во Европа. Кажи ми, бидејќи ридските трки се најризични и најопасни, нели? Рековме, асфалтот не е прилагоден, времето може да биде влажно, може да биде мраз и така натаму, ќе наместите сетап, ќе наместите гуми, но сето тоа и дрифтење и така натаму предизвикува опасност да чукање за Не само сега чукање. не е ова Мицубиши, ова кога ќе го чукнеш е срце ќе ти застане. Знам, не размислуваме на таа Добро, тема. Знам зашто ти е прашањето кој ќе ги сноси трошоците доколку има Знам некој дека инцидент. вие ќе ги сносите Да. трошоците. Кажете ми, каков е бека планот во врска со ова? Резервни делови или не знам? Имаме она што е потребно во разговор со нив. Набавивме и некои резервни делови кои што мислиме дека се потребни во случај на некои си такви да кажам инциденти, но апсолутно имаме поддршка во секое време од тимот, па ќе кажам, кој што е задолжен за овој автомобил во Италија, кој што соработуваме еве добро, да имаме можност во било кое време да добиеме дел во било која позиција од Европа. Така да мислам дека не би било пречка тоа, не можеме да предвидиме нешто што би се дешавало во текот на сезоната или во тие трки, но дефинитивно сме спремни, знаеме, не сме од вчера во овој шампионат или во овие трки, така да спремни сме во однос на тој сегмент. Кога проучува Формулата 1, малку повеќе имав проучувано, читав и се фасцинирав дека после секоја трка моторот едноставно се размонтира и нови делови. Сега какирам, карики, ламела и така натаму, бидејќи се потрошуваат, на толку оптеретување се дава. Овдека викаш сокочниците, да, ќе бидат многу користени и со тоа и ќе се трошат. Како е планот? Ќе се менуваат после секоја трка, ќе мора да се менува? Контрола овдека околу моторот. Колку е потрошна таа роба и што е најпотрошно? Околу моторот нема издржливоста на моторот е на едно високо ниво, бидејќи се користи за кружните надпревари. Сето она што се дешава во ридско-бразилските трки во однос на кружните надпревари е многу помалце во однос на трошење на моторот и тие работи. Да, го возите максимално како спринт трчање ова на 100 метри. Имате од тука до тука и е тоа фул што се вика. Нема калкулации, нема други работи. Но во однос на гумите и кочниците, тоа апсолутно мора да се менува на секоја трка, да се направи проверка. Може би не кочници на секоја трка, но проверка дефинитивно, растурање на подвозието, детално проверување на сите тие сегменти. Претпоставувам дека тоа се керамички. Да, керамички, карбон керамика, највисока технологија, да, во тој аспект. И интересно што до сега не сум возел автомобил, сето тоа го имате на дашбордот, колку проценти ви се трошат плочките, колкава е температурата на гумите додека возите. Да, Ферари размислувале за тој дел и бев изненаден на самиот тест, бидејќи имате сите параметри кои што се потребни. Ја и до сега сум ги имал, но овие параметри до сега не сум ги видел во ниеден тркачки автомобил. Знам, и при крај на трка ќе можеш да знаеш колку можеш да ризикуваш стварно за да тоа е добро. Знаете точно све. Гледаш, имаш 30%, сега ќе моја згадам, можам да идам. Мада тоа не би се гледало толку во ридско-бразилските, бидејќи немате сегмент. Во кружните трки може, имате калкулација, возите повеќе кругови, па може да олавите, може да направите X причини, овде не. Овде мора од почеток до крај. Зошто не отиде у кружни трки? Потребни се многу средства.
Аха. Дефинитивно се потребни многу средства и многу голем тим на луѓе. Јас, доколку имам средства, би возел и рели, и кружни надпревари, и ридско-брзински надпревари. Би одело трка на трка, верувајте, апсолутно, но сакам да се насочам онаму каде што сум најдобар. Сакам да се насочам онаму каде што добивам поддршка и од најголемите, тимови. Така да, дефинитивно, не изостанува дека ќе се појавам на кружните надпревари оваа година. Ќе возам, планот е сега за сега да се појавиме на Ферари Мундијали, на крај тој настан, кој што се најдобрите автомобилисти од Ферари, ќе биде оваа година во Имола. Така да, планот е да се појавиме и таму. Тоа ќе биде многу интересно. Да, ќе биде дефинитивно огромен спектакл, бидејќи тој е систем од затворен тип на Ферари. Сите учесници и автомобилисти кои што се надпреваруваат со овој бренд се поканети. Јас покана нивна бевме минатата година заедно пред да ги направиме сите овие разговори, бевме поканети, се возеше Мичинен во Валелунга, отидовме 3 дена како гости нивни, фасцинантна трка и сето она што обкружува сите возачи од Формула 1 кои што возеле за Ферари, старите модели на Ферари, новите. Дефинитивно е празник за очи за сите автомобилисти. Велат најтешка трка дека е 24 часа Ле Ман. Што мислиш, те влече ли нешто такво да пробаш у кариера? Ме влече све што е составен дел со трките, апсолутно, но мислам дека не би можел да го издржам теретот кој што го носат сите тие трки, да возите толку часови, 6 или тоа се возачи кои што се менуваат. На 4 или на 6 часа, зависи. Треба преголема физичка подготвеност. Која што јас во моментов, за жал, за тоа првенство ја немам, бидејќи тоа треба апсолутно да сте насочени само на тоа и тоа се двајца возачи кои се менуваат. Не, има и до четворица, зависи, да. И верувајте, многу тешко. Многу е тешко. Да. Јас знам на стража на 4 сати кога се менувавме колку е тешко, а камоли да возиш. Ева малку сега за твојата физичка подготвеност. Положбата на возењето од претходните, од Мицубишито, сега, самата твоја поставеност на телото, дали се разликува сетиштето? Апсолутно. Што е разликата? Ова е кокпит кој што и самото тежиште на Ферарито е направено седењето да биде скроз доле и да сте легнати во позиција малтене како во Формула 1, бидејќи тежиштето на возилото е најдобро така адекватно направено. Апсолутно не гледате ништо напред. Можеби гледате мал дел бидејќи седите ниско. Па како возиш? Како гледате? Ја знаеш гледате, не, гледате колку што можете, меѓутоа не е како во обичен автомобил или во претходните автомобили да имате прегледност голема, да седите на повисоко ниво, бидејќи па кажав дека па можеби е хендикеп, но ќе се навикнеме дефинитивно, нема ни потреба колку да се гледа многу напред. Ама многу е битно затоа што тежиштето на самиот автомобил, умешноста за инженерите да го направат сетапот да биде што поделе тежиштето е битно за перформансите на самиот автомобил. Камера напред доле? Апсолутно, камери сегдека ќе има. Има интересна ситуација која што дали ќе имаш увид у камерата напред што е поставена? Не, напред што ќе го снима патот. Зборам ако не гледаш дали ќе го лайв фит, не. Тоа дека ќе имаме камери, ние да те гледаме унутра. На Ферарито има камера за позади, тоа е претежно за кружните надпревари, бидејќи внатре кога ќе седнете во овој кокпит е малце чудно, многу е мал просторот. Добро. Моторот ви е позади, целото тежиште ви е позади. Малце интересен сегментот дека е бучно, апсолутно позади вашиот грб доаѓа целиот мотор. V8 и V8, да, 700 конски сили и две турбини, интересен автомобил. И интересно е што тоа делува големо кога ќе го гледате од надвор Ферарито стварно, меѓутоа внатре кокпитот за седење и така мал. Кога го видов на презентацијата, стварно делуваше огромен, но тоа е повеќе што се вика самата пластика заради аеродинамика. Апсолутно. Новата аеродинамика, колку што разговаравме со инженерите од Ферари, во однос на постариот модел е направена така да на кружна трка во Маринело, мислам, на таа патека е побрзо за 1 секунда во однос на претходниот модел само добиено на аеродинамика.
Значи, максимален драг форс имаш Да, доле апсолутно. лепи. Апсолутно. Го осеќаш ли потpuno асфалтот кога возиш? Дали е така наместено? Мислам дека амортизери за удобност не постојат, туку само за стабилност. Дали колку го осеќаш асфалтот? Апсолутно чувствувате све што се дешава на самиот асфалт. Поентата и седењето наместено во тркачките автомобили со оние седишта кои што се специјално подготвени за тоа, припремени за тие тркачки автомобили, со појасите кога сте стегнати, вие не можете да апсолутно да мрднете милиметар. Сето она што се дешава од гумите го чувствувате на вашето тело. И тоа е контактот кој што вие го имате со асфалтот, дефинитивно, апсолутно секоја Не длапка. стануваш дел од машината. Апсолутно, се соединуваш со возилото, секоја длапка, секоја нерамнина на патеката, се она што го чувствувате, што го чувствува автомобилот додека прави, вие го чувствувате низ своето тело. И преку воланот, и преку седењето, односно преку телото. Кажи ми, главата, дали е подпрана дали ти е подпрана Имате Ханс, или стоиш FIA, малце? Да, FIA воведе правило да мора секој надпреваруваш да носи Ханс, тоа е ради не дај Боже удари За вратот. за вратот да остане во Тоа ситуација. иде напред и Не, позади? оди позади, закачен е на кацигата, Така. да. И Како тој се дел вика уште еднаш? Ханс систем, Извини, да. продолжи. И тој дел е малце чуден, не можете многу да ротирате со вашата глава во однос на додека возите, бидејќи сте врзани и апсолутно покритите на главата се малтене по сантиметри. Немате многу можност да вие правите некои екзибиции, бидејќи и со појасите, и со Хансот кој што го имате, не дозволува многу движење. Обично кога возам и ако малце влезам во кривина, имам тенденција да ја навалам главата. Дали и вие така се возевте кога да, па се прави апсолутно самото тело, знаете како е. Умешноста на професионалните автомобилисти, на тркачите, оние што се со добри перформанси, по некои се истражувања, они се, да речеме, обично кога е пред да влезете во некоја кривина, свиок, очите на тие надпреварувачи гледаат скроз понапред, гледаат, да речеме, во одредена ситуација каде што апсолутно не го гледаат влезот на кривината, него го гледаат излезот на кривината. Не разбирам. Па не можам да ви го доловам тоа, но Пробај. во ситуација да речеме, да треба да влезете во некој си свиок. И обичниот човек, секој оној што вози нормално, се фокусира на првата точка на влезот во самиот свиок или во кривината. Што е видливо. Што е нормално. Професионалните автомобилисти се фокусираат на излезот, на сосема веќе кога имате влез во кривината, се фокусирате на другата кривина, на другиот дел. Така да апсолутно го занемарувате тој дел. Фактички возат во некој вид пред времето. Не знам како да го објаснам, но дефинитивно е така. И со разговор со многу инженери, за човек кој милисекунда гледа напред во времето. апсолутно вие, да речеме, треба да сте фокусирани на дел од стазата кој што во моментот не го возите. Возите, да речеме, на неколку метра пред тоа, треба да се фокусирани на сосема другото. И не го гледаш, ама Не го знаеш дека е гледаш, така. знаеш дека е таму и така ти е Па, фокусот. тоа успеав да го иштепкам од тебе, никој не може. Значи, ти имаш способност да гледаш во иднината. Па не, јас, него зборам автомобилистите, Зборам- професионалните автомобилисти, Све ми е оние јасно кои што сега. се умешни во разговорите, во истражување, со тие инженери, ставаат во ситуација да може да гледаат, да се насочени и фокусирани, да речеме, во дел после излезите на кривините, или не знам како да го објаснам. Дали дали таквата визија тебе ти е континуирана? Дали тебе ти се стеснува околината и имаш само еден дел кој ти е сосема Но јасен? Јанко, види вака сега да ти Не знам кажам на како го брзина, доживуваш. на брзина имаш ти во Португалија се оди со автомобил со Хундаито, имате на стаза, ајде пак ја напоменам како што е водно, да вие одите со преку 230 км на час. Немате можност, нити момент, нити милисекунда да вие Погледнете нешто тоа на е нешто страна. како робот. Не можам да го објаснам. Интересен е факт, неколку пати сум го кажал. По некоја случајност на трка, не знам која беше пред неколку години, имаше поставено камера од некоја телевизија напред да ме снима во моето тело додека возам.
снима, извадија снимката. Понекоја случајно, сосема случајно ја гледавме, утврдивме дека во возење од не знам колку километри, ајде колку минути, 5 минути нека биде возењето, да ја правам само 3 трепнувања додека трае тоа возење. А сега додека разговараме ќе направам безброј, 300. И пробувам значи да ги држиш очите отворени. Тоа несватливо е како е возможно тоа. Ако и тоа алкалоид сега не дојде со €1.000.000 за прокулин да налепи на тебе. И тоа при Ферарито. ситуации каде што возите со огромни брзини, каде што има ситуации каде што треба да се борите за да стане автомобилот на Јасно ми е, патот. милисекундата е 100 метри веќе. Не знам кој фокус едно е тоа, трепнување. Не дека е тоа само кај мене, него апсолутно кај сите професионални автомобилисти, веројатно кои што имаат добри резултати. Знам зашо го прашав, затоа што сум читал за некои професионални возачи на Формула 1 кои кажуваат дека при тестови кога идат максимална брзина да ја постигнат, значи во најбезбедна зона и постигнуваат ненормални брзини, дека почнува видикот да се замаглува и само еден фокус е напред патеката и е многу јасен и бистар и дека нема трепкање. Ја не можам да кажам сега до толку, меѓутоа морам да кажам дека јас не сум човек кој што се школувал, кој што одел на академии за возење, како што се моите конкуренти кои што учествуваат на не знам вакви академии, на такви со некои си професори, рели возачи, не знам школи, вакви такви. Не, јас мојата школа било наводно, тука низ Македонија, каде сум почнал упорноста, се тоа и ете, тој дел. Дали ти е потребна психичка подготовка? Најголемиот и најбитниот сегмент е тоа. Психичката подготвеност. Што е психичка подготвеност? Види, тоа доаѓа валја со текот на искуството и со текот на што повеќе извозени трки, поминато безброј ситуации во кои што сте морале да излечете. Имаш ритуал, имаш... Пред трка имам ритуал. Сакам да сум сам, сакам да се смирам, сакам да се стабилизирам. Имам и ден денес нормално трема и страв пред овие надпревари. Имав период пред не знам колку години кога се надпреварував да имам цело време нагон на повраќање, дури и повраќање Тоа е тремата. Пред влез пред да влезам во автомобилот, пред да започне трката. Но интересна ситуација е дека сето тоа поминува кога ќе влезам во автомобилот. Сакам да поседам 5 минути сам со затворени врата и без механичари, без инженери, без никаков разговор помеѓу нив, да се стабилизирам, да си дојдам на свое и после тоа е сосема некој друг иđe, не би можела да го кажам, но тоа е тоа. Дали другиот иđe е тој иđe кога ќе го исклучиш внатрешниот диалог. Сите ние имаме внатрешен диалог. Да се и пред заспивање нешто без везе, некоја мисла, знае, па може и бува, што се вика она да се повторува и така. Дали тоа го правиш, го исклучуваш диалогот у глава и дали е тоа што психичката подготвеност? Најверојатно е да, се не можам како да го објаснам бидејќи прилично интуитивно ти тоа го правиш. Тоа го правам така, бидејќи види неколку пати ќе го кажам и го кажувам. Овој спорт не е игра, Јанко, разбираш? Не, апсолутно. Не, фудбал, најсериозно. Све гола вода е тоа. Ракомет, не е гола вода, сепак. Меѓутоа таму победувате или губите. Ќе се поздравите на крајот денот, сум победил, сум изгубил. Ова е ситуација каде што зглоп овде овде е ситуација каде што, значи во ситуација мене за жал, стварно многу автомобилисти, поготово во ридско брзинските ги изгубија животите. Најголемиот мој конкурент 2014-2015 Иржи Лос, перфектен дечко од Чешка, надпреварувачно ниво, најголеми дуели ги имав со него, се боревме во тие 2 години, дефинитивно човек кој што живееше за трките. Цело време беше фокусиран на трките, го изгуби животот на едно вакво надпреварување. Не само тој, секоја година за жал има такви несакани ситуации. Но можеби е тоа нешто што дава мотив да се повеќе гледачи има, да се повеќе автомобилисти се насочени кон оваа дисциплина. Ќе кажам дека ова е дисциплина на гладиатори. Ова е баш она најјакото во сето. Кај си ти со годините?
Јас сум на почетокот. Интересно е затоа што се сеќавам познати актери кои сум ги следел, Стив Маквин на доцни години почна да се надпревар, растураше. Он додуша во оние тркине во Америка. Издржливо, да, и така тие натаму, но во секој случај не е потребна јуност, младост. Не, тој сегмент го поминавме. Апсолутно. Што повеќе искуство имате и што повеќе трки имате извозено, станувате поуспешен, ајде да кажам. Дали постои опасност за губење на рефлексот? Не верувам. Не верувам, бидејќи стварно има автомобилисти кои што се во Зборам за тебе. Кај мене не, дефинитивно сум кога ќе го осетам тоа апсолутно, кога ќе осетам дека не сум спремен, дека не можам повеќе, апсолутно ќе биде кревање на рачна, но дефинитивно во овој момент сега, не бидејќи се чувствувам дека сум во топ форма и во најдобрите години. Има рачна околу? Во оваа не. Во оваа не. Како дрифташ тогаш? Нема дрифтање, само со газ. Само со газ и да ја фатиш. Добро што правиш кога ќе застанеш на удолница вака. Нема застанување. Нема За жал застанување. овие трки, Тераш, да, победуваш, овие не. Има Трчаме по тебе. специјални на овие трки има луѓе кои што се задолжени кога ќе застанете одма ви ставаат граничник на тркалата бидејќи Да, све мора иначе кој нема авион сте. опција. Кој авион. Кажи ми, чекај, имам уште неколку прашања, ми се битни. Дали ти е колку ти е важен сонот? Како спиеш, колку спиеш пред трка? И ќе идеме неколку работи, ме интересира и Ако нутрицијално. ти кажам дека многу малце Спија? денот, да речеме, помеѓу тренингот и трката, не знам, може би Те пука трема. не ме пука трема, јас сум човек кој што да речеме кога сите спијат, станувам. Ќе станам во 2 часот наутро, ќе станам во 4 сатот Па наутро. јави ми се на Skype. Ќе станам во 5 сат наутро, сериозно зборам, Па, имам и сериозно. снимки каде што сакам да се качам на стазата и да ја поминам да ја разбистрам мојата глава, каде сум грешел на тренингот, да ги видам сите точки, каде се, што се. Тој ми е дефинитивно најпотребно во таа ситуација. И ретко спијам, да речеме, многу кога е помеѓу тренинг и трка. Во деновите додека се, да речеме, од четврток кога ќе стигнеме на било која држава, се трудам четврток и петок, да речеме, кога нема толку активности, кога се повеќе технички активности, да бидам добро одморен, да храната која што ја конзумирам биде во мали количини, подобра храна, да не ми прави тегоби, сите тие работи, бидејќи имате ситуација, да речеме, возите во трка во Португалија, одите на многу топло, каде што се премногу степени, тешко е, вие возите со комбилизон, под него имате огноотпорна отпрема комплетна, кацига, рукавици, сето тоа и тоа ствара дополнителни тежини како надпреварувач, како возач за да ги издржите, за го издржите сето тоа автомобилот. Немате прозор да спуштите да влезе свеж воздух. Клима нема унутре. Нема, апсолутно. Така да треба да го издржите сето тоа и сега се тоа промени од држава во држава, различни температури, разлики. Малце е тешко да се адаптирате, бидејќи имате една трка возите, да речеме сега во Германија, наредната недела возите во Шпанија. Колку трае една трка? Отприлика временски. Зависи од стаза. Може да имате и стаза до 5 километри, може да биде патека и од преку 20 и нешто километри. Мали тоа е 10 до 15 минути. Отприлика да. Максимум, што се вика да си у тоа. Да, на кружните надпревари се вози, да речеме, 20 и нешто кругови. Тука е малце потешка ситуацијата во тој аспект, но фокусот, па ќе кажам, тежината на овие надпревари е многу поголема во однос на кружните надпревари. Дали во животот имаш некој нутриционистички ритуал или правило? Не, немам тоа. Значи кебап и плескајци гајле, немаш шопска Да, апсолутно. Не припазувам толку. Знам во одредени сегменти низ годината да припазам кога е потребно, кога е најпотребно. Обично, кога е време за трка, се трудам да конзумирам повеќе салати, овошје, такви работи, да не биде. Битна ти е тежината, гледам добро ја одржуваш со години, си стабилен. Битна е тежината, е многу битна бидејќи стварно секое кило влијае на перформансите на автомобилот и е и како битно. За висок рефлекс и за работа на мозок, бидејќи возењето
99% je mozok. Значи се овдека се одвива. Апсолутно. И тука се сите сигнали кои се праќаат сензорите што стигнува од очи и од телото, а другото све се праќа. И најголемата количина на енергија се троши во главата. Она ме интересира што за тие 15 минути некаде имам прочитано дека се трошат и по 500, 600 па и повеќе калории. Тој е чист шекер. Дали имаш таква потреба и дали ти е такво нешто потребно, гликоза, шекер? Апсолутно такво имам, нешто за да задржиш Види, фокусот? најчесто тоа е конзумирање, да речеме, пред надпревар. Можеби некоја коцка, енергетски, ајде, чоколадо или такви некои работи, бананата влијае Но не и доста. кофеин. Не, Те гледам кафе не пиеш. не пијам кафе, ама не во некои количини. Да. Така да, од тој аспект сака припазување. Па ќе кажам, све зависи во каква состојба се наоѓате, колку е температурата надвор, колку е низ какви услови ќе возите. Многу е битно тој сегмент за да знаете како да се насочите кон која храна. Физичка подготвеност. Дали тренираш, дигаш тегови, трчаш, пешачиш? Не Мој човек. не трчам, не Те дигам сакам, тегови, те нешто. сакам. Јас сум човек кој што од тука оди директно на трка. За жал немам време, Јанко. Би сакал, да. Пробувам, со мои пријатели, знаеме да направиме некои си тренинзи такви, но не е тоа константно нешто да ја цело време секој ден тренирам. Не сакам да бидам. Не за тебе, мене генерално ме интересира, значи во автомобилизмот. Али нема ти за гарантирам каквото- дека издржливоста која што имам во моментов со ова темпо на живење, дека ќе издржам повеќе од луѓе кои што тренираат секој ден. Апсолутно ти гарантирам. Не е потребно да ја имам мускули или нешто сега глумам по теретани секој ден дека јас Не, се не, спремам за ова. прашање- Она што го кажа ти, Да. најбитниот сегмент е мозокот, Мозокот. рефлексиите кои што се и да сте вие психички спремен за сето она што следи. Тоа е најбитно. Имање љубов, имање Мотив, равнотежа. љубов, се она што е потребно за да може да победувате. Ај сега, ја те знам, многу си позитивен, многу си насмеан, не сум те видел изваден од таков ли си у приватен живот? Па, овој што ме гледате, тако сум. Знам нормално да видам. Значи имаш емоционална стабилност, Па се или треба надевам да дека е така. на госпожата да На испратам сите телефон? околу мене се заслужни за ова. Дефинитивно, види вака, од страна, од гледна точка на сето тоа, заслужни се моите родители, сопругата, децата дома, бидејќи сите оние блиски, бидејќи знаат сега да речеме во каков период поминувам И еве каков пред притисок сезоната имаш, и да. притисок, сето тоа и знаат дека Треба да те релаксира. ме релаксираат максимално колку што може, да. И бидејќи тежината на сето ова што е постигнато сега е уште поголема бидејќи представувате бренд како што е Ферари. Вие не сте повеќе EJ или било кој него представувате Ферари. Многу е поголема тежината која ќе се појавиме сега. Еве уште од сега веќе сите организатори настојуваат да бидеме ние тие кои што ќе бидат главни на билборди, на настани за сликање со медиуми, уште сега сакаат да не безицираат за да бидеме достапни на трка која што ќе се одвива да речеме во август или во септември. И дефинитивно е тоа притисок кој што треба да го издржите. Меѓутоа мислам дека со Иđe, искуството ја кое што потполно вие те го разбирам, цел ден сум нервозен, ја од сабајле ти се јавив и викам Иđe, чекај да бидам наспан, да бидам ова. Леле, дал ке стигнам ова, жена ми се јаве, купили ручек, чекај мал се оставиме ова бај. Немам ја проблем за еден тоа, ова, јас ама сум у сакам да секунда кажам, спремен за све. Исто. 25 години го правам ова. Апсолутно, Туку рутината работата е. е и покрај рутината, ја осеќам таа тензија, особено кога имам гостување, да бидам барем у минимум форма, да не клапнам физички и Така така е. натаму. Ама кога ќе седнам у мојов кокпит, значи инстинктивно ми доаѓа тој Апсолутно. адреналин и кој ми го враќа фокусот. Така што ја можам да мултитаскинг да правам со тебе, све те слушам. И не можам тоа да го повторам у приватен живот. Затоа те разбирам кога ми збориш, што ми збориш. Кажем уште една работа, спортистите често пати во зависност од ова, а гледам никој не го прашал, зависност од менталитетот, зависи од спортот, често пати ги ставаат во карантин. Карантин да се изолираат од луѓе и особено од жена. Значи да се влезе во воздржување од
да речеме, од секс и така натаму. Како е во твојот живот тоа? Не, апсолутно, тоа не ми прави никаков проблем, апсолутно Нити разлика? Не, нити разлика. Напротив, сакам да сум и за време на трката и денови пред трка кога се со луѓе кои што ги осеќам блиски и кои што имам добер во нив. Многу битен сегмент ми е дека овие луѓе кои што се во мојот тим се луѓе кои што долго години се заедно со мене, знаат точно како функционирам и знаат точно што треба да изолираат за да немам никаква негативна енергија некоја кога е за време на настанот на трката. Апсолутно сите точно ме знаат по поглед што треба да направат, како треба да направат, како треба да се однесуваат, така да од тој аспект луѓето кои што се околу мене, опкружувањето ми е многу битно. Да имам позитивна енергија, да имам луѓе кои што ќе ме мотивираат, кои што ќе ми дадат точно она што ми е потребно за да ме држат во тие моменти онака како што треба. Веќе си селебрити и подлупа си и твојот приватен живот. Дали твојата сопруга е потребна, ти е потребна да биде на трка со тебе или подобро е да седи дома? Подобро ми е сите блиски да не бидат таму, бидејќи размислувам на мислите ми одат да се ставам во нивна кожа како им би им било нив. Кој ти е клучен да биде со тебе? На татко ми, кој што е цела кариера е малтерне на сите трки доаѓа со мене. Може да замислите Стресот во каква ситуација имал ситуација кога ме гледал како се тумбам во живо, баш на поглед. И верувајте сето тоа од негова гледна точка може да замислите како му е. Од тој аспект не би сакал да бидат во тоа опкружување, пошто знам дека нивната тежина, нивниот терет е многу поголем од оној што го имам ја. Може би ја како спортист, да, имам некој терет, но они од таа гледна точка дека треба да се справам со сето она што доаѓа, може да замислите како име на најблиските и на децата. Со што се занимава татко ти? Како се вика името ако сакаш? Стефан Стефановски, фамилиарен бизнис. Ние ти кажав, имаме автоделови, заедно сме јас, брат ми. Дали он бил во автомобилизам? Не, со трките не. Со трките не. Мојот брат почна исто со трките пред мене. Помал постар? Постар е, скоро 4 години и текако добар автомобилист. Возевме и една сезона заедно, конкуренти бевме. Да, неговите совети ми значат и ден денес, бидејќи е стварно техничар кој ќе каже каде грешиш, што правиш, апсолутно тие совети се кој ќе ми каже тоа знам дека е тоа точно и дека треба да го поправам во одредена ситуација. Неговиот син вози картинг, ете постапките на чичко му, така да дефинитивно ние сме прераснуваме во една генерација на фамилиарна која што се бави со автомобилизм. Имаш 2 деца? Да. Сопругата дали работи? Работи. Дали е ни за оптеретување, нели, чува фамилија и таа ти си нонстоп на пат и така натаму. Дали тој баланс го имате дома, фамилиарно? Најголемиот терет, да речеме, во моментите додека јас сум отсутен, дефинитивно го има она и стварно сум и благодарен бидејќи пред се ми е битно фамилијата. Пред се ми се битни децата, да израснат во личности кои што ќе бидат личности кои што ќе може да се справат со све во животот, да знаат да го почитуваат животот, да знаат да ги ценат вредностите на животот, да не бидат, не знам, безобразни или и сум навистина горд. Тоа ми е најголемата гордост во моментов дека они се такви деца кои што се стварно за се она што сакаме ја и мојата сопругата да ги насочиме. Без разлика што татко им е иџе и европски шампион и ете вози Ферари, тоа да го гледаат на еден професионален пат, дека не е стекнато ништо од небо, но дека треба да се трудат се да добијат во животот по заслуга. Збор два сакам за твојата сопруга. Како е незиното име? Емилија. Емилија. Со што се занимава? Која Си има собствен бутик за женска гардероба и ете да. А добро кажеш за бутикот да отидеме шопинг да направиме да го пофалиме. Да, има собствен бутик за женска гардероба во Бисер се наоѓа, да. ТЦ Бисер аеродром? Како се вика? S Fashion. S Fashion. Екселенте. Што продава? Женска гардероба. Женска гардероба. Сакам да испочитам колата ќе ја донесам кај тебе, со сопругата ќе идеме на шопинг. Нема проблем. Сакам да кажам, има една работа, комплимент за вашата дама. Јас сум новинар, па се забележам. Не секогаш ми интересира фокусот.
Морам да ви го кажам ова, драги мои. На промоцијата на Ферарито, сите новинари налепени таму, сликаат, беше, ја не памтам да сум видел посреќен човек на израз на фаца. Ама тоа стварно бликаше од радост. Човек на овие години така искрено, чисто да се радува. И тоа не само дека го има, он го имал многу порано, нели пред да ни го презентира, туку моментот да го сподели со нас. Знаеш, она радост, си добил нешто, видите, да поделам, другари, ова е све наше, среќен, дава, стабилен. И се појавува дама во црвено. Ја не ја познавав. Русокоса убавица, облечена во црвен фустан со иста нијанса како Ферарито. И ја гледам, толку делуваше твојата дама спектакуларно, ја дури помислив дека е можеби некој италијанска манекенка, бидејќи знам Ферари си има протоколи, дека можеби она дојдена како хостеса да се слика. И кога видов дека до твоја фамилија тука нешто направија муабет, сват, како бе камера не се сврти да ја фотографира. Ние сме без осет за такви работи. Комплимент за тоа. Горд сум, навистина сум горд на Емчи. Стварно за нејзе и за стилот, очигледно го разубави тој момент, но за жал моите колеги не го видеа, ја немав ни камера, ни некој да насочам, викам, да ја седнат со тебе, да се слика тоа, оти стварно ќе беше оние слика. Бидејќи Ферари нема слика со суруши како мене, секогаш има најубавите жени, најубавите дами се покрај најубавата кола. Како бе никому не му текнаве да му се не... Ова го кажувам со најдлабока почит и со најголеми комплименти. И кога веќе имаме Ферари во земја, да ги правиме сите работи како по ред како што треба. А јас сум ти благодарен што направи навистина еден прекрасен ивент во најместо што стварно го воздигна на едно ниво, да се осетам малце, викам, човече, стварно имало нешто се дешава у земјава. Навистина ми беше драго што стварно многу луѓе кои што ми се драги, кои што дел од новинари кои што сум поминувал низ емисии во целата моја кариера кои што ме прателе, беа на тој настан и можеби ќе го направиме како некоја традиција на дружба, да се видиме сите луѓе на едно место еден ден во годината, така да се надевам дека можеби да го направиме и секоја година да биде некој настан. Мој совет, пак да ја донесеш у истиот фустан, да се слика по тоа. Друго мене ми треба. Те молам, кога ќе дојдеш со Ферарито и кога ќе го направиш тој, пак направи го тоа. Мој совет, донеси ги сите награди. Не може. Не. Ќе се потрудиш, ќе помогнеш што треба. Ќе дојдем, ќе помогнам ја. Ќе биде мило да дојдеш кај мене да дојдеш во канцеларијата кај што е мојата фирма, да видиш за што станува збор, колку пехари се, тоа е. Можеби таму и требаше да го правиме интервју. Ако има време, здрави живи да сме, ќе правиме и таму, меѓутоа тоа е сериозна бројка на добиени пехари, верувај. Кога ги гледам, стварно тоа е секој пехар приказна за себе, секој пехар свое патешествие и тоа е стварно богатство. Можеби идејата ќе ми биде некогаш да направам и некој музеј каде што ќе бидат изложени, да гледаат генерации, да гледаат младите луѓе дека со упорност со све може да се достигне и од Македонија, да бидете 3 пати најдобар во Европа, не само 3 пати, ќе бидеме уште многу повеќе. Ќе освоим уште доста титули, но сакам да биде мотив за секој млад човек да знае, да не биде само клишето од тука не може да се успее, тешко е да кукаме само, не. Може да се успее секогаш ако имате визија јасна, цел јасен, стратегија и да издржите пред сите предизвици кои што ќе бидат. Не е лесно, апсолутно, дефинитивно дека не е лесно. Ситуации безброј сум имал каде што сум сакал да се откажам, но пак ќе кажам, упорноста го носи резултатот. Сега знаеш како ми навера, а зошто да се откажеш? Ајде, окей. Се надевам дека ќе имам таа чест кај тебе, у твојот офис, да застанеме од трофеј до трофеј и да раскажеш една приказна и еден документарец без мене, ја ни да се слушам, ни да се гледам, да направам документи 10 за тебе и тоа да се стави, па правнуците твои да видат што дедо Иđe кажал, како победил и така натаму,
благодарејќи сега на YouTube, иначе иде за 100 години никој веќе нема да не апсолутно, памти, да. а вака бар ќе остане некоја трага. И затоа ги правам овие, да ја Сложувам. искажам приказната за тебе, за твоите блиски, за твоите недоумици, затоа што мотивира човек. Мотивира. Знаеш како, Јанко, интересно е што луѓето сега го гледаат резултатот. Знаеш како е? А ти што си Меѓутоа, да, поминал што 20 е години? поминато 20 години, апсолутно. Спиењето Јас да камион. речеме сега, од мој аспект, исто и Олег, мојот син, он е 15 години и Тешко тебе сега не, се тинеџерски. појави, сакаше, почнавме и со картинг и со сето тоа. Но, знаеш како они го гледаат сега, ете, моментот дека под наводници славен во Македонија не е битно, меѓутоа сакам да ти кажам дека луѓето стварно ви даваат некој респект за она што го правите. Но, верувај, сега да стави некој не знам колку пари во оваа гледна точка, да го поминам она што сум го поминал тие години, би се предомислил во одредени. Не знам како сум го издржал тоа во одредени ситуации. Би го повторил пак, но многу тежок пак. Дефинитивно патот не е лесен. И не би сакал да гледам некој син ми или внук ми и он е стварно талентирано дете кое што и со резултати и све. Сакаш да кажеш перфекциониста? Сакам да ти кажам дека не би можел да гледам некој мој човек како го поминува сето тоа. Во оваа ситуација може би е добро. Знаеш како, кога ќе дојдат ситуации кога треба да издржите, кога ќе немате, ајде да кажам, услови, финансии, кога ќе дојдат тешките моменти, стварно е тешко за секоја чест на моите родители што го издржале сето тоа. Но ја не би сакал да го поминува мојот син или ете мојот внук тој пат. Како малце постар, а сигурно сум годиште на татко ти, мојот совет би ти бил исто што и татко ти ќе ти го каже. Како што он го поминал со тебе, ти ќе го поминеш со твоето дете. Се слагам, меѓутоа времињата се променети. Не е така лесно за вие сега да учествувате и да победувате на овие надпревари. Не мора во тоа, може би ќе има друг подвиг во животот. Работата е што они се насочени кон нова, сакаат да го прават ова, ме разбираш? А немаме Нови услови, предизвици ќе има. немаме услови во нашава држава, немаме картинг стаза, немаме ништо, немаме жалосно е што да речеме се помалце трки има, но тоа го налага ФИА става многу, го има подигнато рангот на безбедносните мерки на сите трки. За жал не можеме водно да влезе. Ние немаме една базична кружна Добро, патека. затоа ти викам, и сето тоа е многу потешко. Ние кога возевме југовци, тука имавме трки едно друго. Сега е на едно повисоко ниво каде што се стварно потребни средства, каде што е стварно потребен тим, каде што се стварно потребни спонзори, луѓе за да вие успеете во сето. Колку чини Ферарито? Многу чини Ферарито, не би сакал да кажам. Не ти колку си плати. Да. Колку чини генерално Ферарито може може зависи од кој модел, во каква со какви апдејти или перформанси ќе купите да стигне и до половина милион евра. Добро. Кои ти се главните спонзори? Сите оние кои што се со мене долги години. Благодарен сум, бидејќи без нив, апсолутно оваа приказна не би била ова што е денеска. Имаш некои големи компании кои се за тебе? Така. Националната видеолотарија на Македонија, Мак Петрол како компанија која што апсолутно ме поддржува, Мотоцентар, Триглав осигурување, Технотранс, ЛПР. Имам стварно сега да не заборавам некој, Витаминка е компанија исто која што е со мене исто долги години, по некои паузи. Тешко е, јас ги разбирам и нив дека во нашава ситуација некако различно да работите, све оди некако политички, за жал. Јас во разговори со неколку директори од Агенцијата за млади и спорт сум имал каде што треба да направат стратегија за национални спортисти, спортисти од национален интерес. Не се многу, малце се држават. Па тоа е. Да не мора стварно да секоја година трчаат, не е за иџе го поминал своето, меѓутоа нови генерации треба да дојдат каде што тие ќе бидат насочени само на тоа, да се фокусирани само на тренинг, на она што е потребно, да им овозможиме услови за да може да прават добри резултати. Бидејќи преку спортот... Колку ќе возиш? Ја ќе возам уште многу. Па нема иџе го поминал своето. Не во таа смисла, него сакам да кажам, сум успеал до ситуација каде што сум обезбедил и спонзори, све сум се изборил. Да, меѓутоа дајте нешто да направиме.
Јанко е докажан во својата категорија, во својот спорт. Јанко да не размислува на друго ништо, него да се фокусира на оно што е потребно. Бидејќи сепак ја представува држава. Правиме муавет. Аз знам дека е така, но за жал не треба да е така. Ајде да изговорам нешто што ќе биде и за тебе вулгарно и за гледачите да ме хейтат. Нема збор да биде, туку една констатација. Зашто не ги спакуваш парталите, фамилијата, екипата и си заминете негдека? За 24 сата ќе имате. Ти пак ќе бидеш македонец. Ти пак ќе го вееш македонското знаме. Само ќе бидеш Нема у да земја... биде така, сум размислувал. Знаеш како, еве сега ќе ти кажам пример на прогласувањето кога бевме во Португалија. Оваа сезона кога бевме на прогласување во Португалија, чешкиот човекот кој е задолжен за Чешката федерација, чинам дека понашто го кажаа таму дека е бившиот председател на државата. Не ме фаќате за збор, меѓутоа сериозен човек. При разговори, бидејќи беше и Дане таму со мене и со неговата сопруга, заедно бевме отидени на прогласувањето, имавме ситуација да разговараме во момент каде што ни понудија. Они имаат во 3 дисциплини како национални возачи. Во рели, во кружните надпревари и во брзките надпревари, каде што се обезбедени со све што е потребно за околу финансии за самите трки и дополнителни бонуси на остварени резултати. Кој што ја во моментов доколку возам за нив со овие резултати кои што ги имав минатата сезона, можеби во мојот џеб би инкасирал повеќе од 300.000 евра. Зборам како иџе, како бонуси. Но поентата е да вие мора да возите под нивно државјанство, под нивно знаме и да заборавите на се ова што сте го направили. Некако во одредени ситуации, знаеш, ќе ти дојде, ќе ти пукне филмот и речеш ќе одам таму. Не знам, до сега не ми дало срцето да можеби да сум бил во почеток на кариерата нешто да бркам, да, но ѓутоа сега тешко оди се тоа. Дали имаше веќе трка со Ферарите? Не. Кога ќе биде првата трка? 26 април во Регбер во Австрија првата трка. Чекаме моментално сега во наредните 15 денови да се организираме со луѓето инженерите од Ферари да направиме тест во Италија и да се припремиме што може повеќе. Што значи тест во Италија? Со колата во камион апсолутно, и идете одиме таму? во камион, цел мој тим, луѓето од таму. Мислам дека ќе бидат 2 или 3 дена тестови, да може да ги пробаме сите можни варијанти и све што е потребно, да можеме што повеќе да се адаптираме на возилото. Така. А ќе идете и до Австрија или Не, само тестот ќе види на овие патеки каде што на овие патеки каде што се трките не може да се тестира. Тоа е хендикепот и предизвикот, бидејќи не е како на кружните трки. На кружните трки доколку имате трка во Имола може да отидете 2 недели унапред да си платите да тестирате. Овде не. Овде имате само во сабота тренинг еден, уште еден тренинг и трка. Добро, нели може со симулатор да се користи каде може, што имаш да ги научиш барем кај се кривините на колку и така Јас ги знам, сум ги возел тие патеки, меѓутоа е многу различно, Имаш у фолдер. Не, имам тоа све, меѓутоа е многу различно бидејќи нов тип на автомобил. Сосема различно треба да предвидите со која брзина каде да закочите. Јас не ги знам како би се понашало Ферарито во ситуација на одредени свиоци кои што се битни на таа патека, така да сето тоа ќе го поминеме имаме фора 2 дена што ќе бидеме таму на тој тест. А го проба на водно? Не може на водно да се проба, за жал не. И како би сакал да го затворам водно и да можам да направам тестови неколку, но жал ми е, апелирам до сите надлежни да се стави нов асфалт на водно, да ставиме банкини, да може нашата автомобилистичка федерација да го врати сјајот, да добиеме зелено светло од ФИА дека може да организираме трка таму и стварно водно заслужува да биде центар на збиднувањето за автомобилизмот во Македонија и во регионот. Значи, нов асфалт и банкини се потребни. Тоа е потребно да се асфалтира. Мислам дека половина патека е асфалтирана, уште половина останува се асфалтира. Зашто не асфалтираат? Не знам. Премногу дупки има. Безбедноста за одржување на трки на водно моментално од страна на ФИА е шкартирана, бидејќи не ги исполнуваме минимум условите за тоа. И никому не му е гајле. Пак ќе кажам, од Автомобилистичката федерација на Македонија
се залагаат луѓето да го направат тоа, но некако не успеваат. Зошто? Не знам. Ете, проблем е асфалтот и безбедносните банкини кои што треба да се монтираат. Да, ама зошто не успеваат? Не знам зашто не успеваат. Едноставно немаат најверојатно Или фидбек овие од... се кострешат кога ќе станеш и ќе речеш Македонија, Па а не нема знам, северна. не би рекол, бидејќи стварно е потребно да има спектакуларен настан на знаете што е сега да има трка на водно и да се појавиме ние со Ферарито. Иđе да се појави да има чест да оваа публика го види тоа возило што сме го набавиле и што Ја на водно нема, ама ако ја има трката ќе ја гледам на Евроспорт. Ете тоа е. Иđе ќе го гледам на Евроспорт, водно ќе го гледам на Евроспорт и ќе уживам. Вака тешко да тие работи тука кај нас за жал, не знам зашто, но ете ќе видиме, да се надеваме дека ќе биде како што треба. Дека ќе се вратат трките во Македонија и дека ќе... имаш притисок да го потребуваш новото име на Македонија? Не го употребувам никогаш. Знам, проблем е, си се Види, навикнал Јанко, ја сум човек кој што не сака да се Знам дека не сакаш да и извини. политички. Не, Прерипај апсолутно ја ако убаво. Не, ја прерипувам темата бидејќи сега доаѓаат избори и знам дека ќе има напади од сите можни страни да ме повлечат и да се сликам со сите тие луѓе и веќе има и јавување и едно друго. Меѓутоа ќе кажам дека мојата политичка определба си е моја политичка. Дали ќе гласам за Јанко, за Петко, за Станко, тоа си е мое. Апсолутно. Јас сум тука за куќата на спортот, Агенција за млади спорт, за Македонската автомобилистичка федерација. Онаму каде што треба како спортист да се појавам, ќе се појавам, бидејќи тоа е моја матична куќа, но сликање за да ја фаворизирам некој со своите политики, не. Јас сум спортист, оставете ме како спортист, трнете ги тие раце од мене, бидејќи само ќе ме угушите, нема да може да ми дадете ништо повеќе да може ја да го правам она што најдобро знам да го направам. Иđе, една Тейлор Свифт трпи огромен притисок у моментов во Америка, дали кај Тоа Бајден, е. дали кај Трамп. За жал, тоа е тоа, да. Поуспешен, толку повеќе се лепат и така натаму. Тебе ќе те штити сега малце успехот, ќе те штити што идеш на 26-ти, да побегнеш среде кампања, да можам со тебе да ти бришам стакло, само би бил најсреќен. Ге пуштам репризи, што работиш? Еве, со стакло му бришам на Иđe. И ја би бил пресреќен. Волонтер, нормално, у камион ке спијам. Иđe, тешко е да се успее у било која област во Македонија. Уште потешко е да се обстане. Фраери победат у нешто, цел живот ги гледам. Дали направил концерт спектакуларен, дали направил емисија, дали направил интервју, дали направил некој изум, дали нешто, било што. Ама да обстанеш деценија, две, тоа ја можам и ти можеш да го знаеш. Оти, знаеш која збориш која викаш, што сум поминал и јас си викам у себе, Го знаеш и ти што си поминал во својата кариера, апсолутно. Мислам, тој пат изоден и стварно сега си викам, кога би можел да се вратам, дали би го повторил, не знам, стварно сериозно дали би го поминал. Може би мотиката па на нива, не знам. Се слагаме. Оно е тоа што ти го кажувам, дека во ниеден случај ти не би го посакал тоа за собственото дете, да го поминува тој пат. Не. Апсолутно оно што го збориме, на иста бранова должност. Знам, меѓутоа ако ќе знаеш ни што треба да помине. Не е така едноставно. Знаеш, резултатот успехот. Па што мислиш што ќе го белиме коците? Ама, Јанко, разговарате со компании што се со милионски суми, разговарате со ова. Знаете како е, ќе победите, ќе дојдете, сите ќе ве величат, све најдобро, да. Вие ќе разговарате недела дена за да обезбедите услови, средства што се потребни на трка, ќе ви речат не сме во можност во моментот, затворен е буџетот, тоа, и тука го добивате тој удар. Како да ве искористиле за цедена крпа, да ве исцедиле. Уште те пука тоа? Па ти се уште има компании. Немој да мислиш дека ми е сега лесно дека буџетот е обезбеден или ова. Напротив, тимот мој цело време трча за обезбедување спонзори. И сега покрај све што сте постигнале. Јас спонзор немам видено 8 години. Се слагам, знаеш колку ветување имало? Покрај све што сте поминале, покрај 3 пати европски шампиони, за жал, се уште е нешто да треба некој политички да така ќе ги обезбедите одма средствата. Да. Тоа ти гарантирам. Да. Така одма по телефон да се насочите политички во некоја ова, но да треба сам да обстоите.
Da treba v kompaniji, koji što se najgolemi kompanije v država, da se, ajde da ne kažem što, stvarno, to je najgolemi udar koji što boli, jednostavno. Ste postignali sve, tuka je ona što go kažuvaš ti da odiš v druga država. Tamo ti dobiješ sve na tacni. Znaat što je, znaat što ste napravili, go cenat vašeg rezultat, znaat kakva promocija vi može da donesete. Ama, se borime. Jokić ne ostane tuka, otide u NBA. I on poveće i pomaga na Srbija na ovoj način, igrajki tamo, odo što da igraše tuka. Da, ama vidi, Jokić ne može samostalno kako Srbin da, zato ti vikam, individualните sportovi se malce poteški v odnos na grupните, na ekipните sportovi. Problem je što Jokić, da rečeme, koji da je tamo nadprevarovaš, sepak je kako Srbin. Uslovo za da ja da otidam da vozam za nekoja druga država, mora da go smenam državljanstvo. To je jednako. Ne može poveće da bidam iđe od Makedonija, nego će bidam iđe od nekoja si druga država. I što bi dobil? Samo poveće sredstva finansijski. Ne znam. Mislim neka ne mi vredi v ovoj delu karijerata, бидејќи hvala mu na Boga imam ono što mi je potrebno, familija, to je jednostavno zadovoljan sam s ova što go imam сега. Ne, apsolutno reče i te A ima situacija... Da беше pred 20 godini, može bi nekoja druga. Da. Ima nešto problema? Ne, čisto si razgovaram. Javi se. Ne. Da ne te kara suprugата, да не навредевме на лотима. Od ľudje koji što si imam od timot me formiraат za situacije što ги razgovaraат со потенцијални спонзори. Има нещо позитивно, да кажем, Илија, кажи, да, и не треба детали. Нема, ќе си дојдат сите коцки како што треба, види, како е. Јас сум побожен човек и верувам многу во Бога, така да мислам дека не е ништо случајно, дека све се дешава по некоја зацртана патека на секој што си живее. Едноставно, мислам дека како треба да е, така ќе биде. Ако можам, вака пријателски совет, како исто долгогодишен верник во црква, она што не учат во нашава вера е дека патот не е со страдање. И кога имаме мака... Ако е таков, ќе го издржиме. Па тоа ти зборам. Ако ги видиме дека им е тежок патот на децата, треба да им помогнеме. Но треба да сме среќни, бидејќи тоа е Божиот пат. Дека ако се му е тапацирано, не знаеш кај ќе забега. Бидејќи само низ мака ние се формираме како добри луѓе. Апсолутно. Мислам, комодитетот на парите и на сето тоа е многу опасно, мислам, и потполно те разбирам. Ние во Македонија сите сме спасени од маката што ја поминуваме. Јанко, ја ќе ти кажам во аспект на спортов наш, да речеме во сегментот на спортистиве кои што се надпреваруваат во овие првенства, апсолутно парите не се проблем таму. Може да имате милиони, може да имате колку сакате, но џабе вие не може да ви помогнат. Може да ви помогнат во промоции, во снимање, во настани некој кој што си ги правите приватно, но кога сте на стаза не може да ви помогне никој. Колку трки имаш годинава? 10 трки се. Уште еднаш, кога е првата трка? 26 април почнува, да, почнува во Австрија, после 2 недели сме во Португалија, па Шпанија, почнуваме Италија, Германија, Чешка, Полска, Швајцарија се вози трка. Интересен факт што во Швајцарија премногу наши луѓе доаѓаат и даваат поддршка. И ова ми е мотив. Морам да кажам дека на вистина македонските луѓе стварно ценат резултат и некако тоа ми е мотив за се ова што го правам. Не зборам, пак ќе кажам од политички, од обичниот народ. Знаеш зашто те препознава, знаеш зашто те сакаме. Затоа што знаеме, ти ги имаме видено маките и ние се идентификуваме. Затоа што ти ништо лесно, тебе никој не ти даде на тацна иđе. Ти сам се избори, сам. Ти си ги знаеш маки. Ние тоа го осеќаме и затоа сакаме со тебе да се идентификуваме. Тоа е некое чувство кое што дава мотив за све, веруваме, дефинитивно, апсолутно. Најголемиот мотив е тоа. Не е ништо друго, нити пари, нити ништо. Иđе, ти благодарам на вечерашниот разговор. Ти благодарам што се отвори и кажа некои работи. Ја ти се извинувам ако отидов
преку Не, линија не, со некои апсолутно семејни не, интимни, ама премногу си веќе Секогаш ми е така чест, да бидејќи посто- си ти човек кој што имаш емисија која што е отворена, не е клише по некои си прашања, него е спонтано се отвараат теми кои што се интересни, без разлика. И ти честитам стварно на упорноста да толку години да обстојуваш на нашиот етер, да си еден од најгледаните емисии, најинтересните емисии, со секаков вид на луѓе да поразговараш. Стварно треба на ово општество, ама треба да се даде и поддршка и на вас како новинари, некој мотив, за да може да продолжите ова што го правите, дефинитивно. Мислам дека во секој сегмент успешните луѓе треба да се мотивираат, бидејќи малце треба за да добиваат мотив и елан во она што го прават. Намасте. Почитувани гледачи, пред да кажам дека ова беше се за вечера, само да ви кажам една работа. Ова е порака до моите новинари. Не можам ние, кога луѓе како Иџе, кога ќе отидат на некои емисии па се благодарни. Не. Ние, новинарите, мораме да бидеме најпонизно благодарни што вакви луѓе како Иџе, кога ќе ни дојдат гости, затоа што они го направиле подвигот. Они се тоа што го предизвикува јавноста, они се тие кои прават за целава земја. И затоа јас сум тој кој е благодарен на моите гости кои направиле нешто, а поготово на Иџе кој секогаш и у секое време бил се согласувал да дојде да биде гостин. Иџе, ти посакувам многу успех и многу здравје на тебе и на твоето семејство и радувај не уште долго. Ти благодарам и тебе и ќе ми биде стварно чест доколку успеам некогаш да те донесам на нека трка да видиш како е тоа во живо, да ми бидеш гостин. Со задоволство. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.